joint efforts in the regulation and exploration of space. I include among these possibilities a joint expedition to the moon. Ne može da se случи во едно општество кое тежне кон Европска унија да има таков систем кој не ги обезбедува овие гаранции. Мора тој систем да ги има овие гаранции. Најголемиот дел на реакција или барање заштита на граѓаните како потрошувачи се однесува на цената на производот или на услугата што ја добиваат и сметаат дека таквите цени за тие услуги или за тие производи што ги добиваат не се реални. Без разлика од кои компании доаѓаат, најчесто се жалат од компаниите кои продаваат електрична енергија, но исто така и топлинска енергија и од другите јавни комунални предпријатија, а исто така и во делот на услугите кај телекомуникацијските услуги. Сметат дека помалку добиваат од тоа што плаќаат. Втора група на граѓани кои бараат заштита се тие што сметаат дека добиваат неквалитетен производ и неквалитетна услуга и за таквите производи, за таквите услуги не заслужуваат да плаќаат во тој износ што плаќаат. Граѓаните вообичаено најмногу се жалат и нивните поплати растат во доменот на јавните услуги и во доменот на исто така гаранцијата и гарантниот лист и оние права кои што тие ги имаат од гаранција. Исто така поплаките кои што се однесуваат на распродажбата на производите, значи лажна распродажба и оние практики кои што се нечесни пазарни практики, значи на пазарот каде што имаме измамно рекламирање на производите, било да е по пат по електронските медиуми, било да е тоа па може на билборди да биде или на друг начин, значи со одредени ознаки на производите, истакнување на ознаките блиску до производите и слично, каде што потрошувачот донесува одлука да го купи тој производ, иако кога не би го привлекла таквата реклама или таквата порака, не би се одлучил на тој чекор. Тие се жалат најчесто за неквалитетни производи, односно производи кои што ги не задоволуваат критериумите за кои што се надевале потрошувачите дека ги задоволуваат кога ги купувале, како и за неквалитетни услуги што ги добиле. Инаку поплаките најчесто одат во зависност од, да речам, делот од годината во кој што се поднесуваат. Например, во летните периоди најчести се поплаките од страна на туристичките агенции за добиени неквалитетни аранжмани, потоа исто така во континуитет се добиваат поплаки за производи кои што се со гарантен рок, например бела техника, телевизори, машини, од секаков вид, значи за тие бидејќи доаѓа до поправки во гарантниот рок, па потрошувачите и тука често се незапознаени дека согласно законот поправките можат да бидат 3 пати во гарантниот рок, и ако иде до 4-ти пат, дури тогаш може да има замена на производот. Потоа исто така не ретки се поплаките за предпријатијата кои што даваат континуирани услуги, например за топлинска и за електрична енергија, најчесто се жалат за висината на сметките, потоа дупло пресметани
да кажам, сметки, значи дупло доставени сметки и така натаму, значи најразлични типови на поплаки зависи од периодот во кој што се однесуваат. Не знам, може би после година дена откажа тачскринот, го однесов на сервис, не го прифатија одма. Не знам, кажаа дека тачскринот дека требало да се нарача и ред други работи. Рекоа дека ќе ме известат на телефон кога ќе стигне новиот дел. Ми дадоа ливче, на ливчето пишуваше, дури тоа покасно го приметив. После 30-тиот ден, ако не ти се јават, за да дојдеш да го земеш телефонот од сервис, ти следува нов телефон. Јас тоа го приметив, отидов во фирмата, на тоа одма изреагира дека нема да добиам нов телефон, без разлика што се поминати тие 30 дена. И јас отидов во Државен инспекторат. Таму пријавив, инспекторите брзо излегоа на терен, рекоа дека ваквите проблеми со мобилни телефони дека многу брзо се решаваат. Ми дадоа ливче на кој што пополнив се целата ситуација, што како се десило, фотокопија од тоа нивното што ми го дадоа за како гаранција. Мислам дека многу брзо, за еден ден или два дена излегоа на терен. После недела дена ми се јавија, ми кажаа дека излегле на терен, дека утврдиле неправилности од страна на фирмата и дека мене ми следува нов телефон. Отидов да си ја земам потврдата, отидов пак во истата фирма, на тоа пак имавме конфликтна ситуација, ми рекоа да дојде самиот инспектор со мене заедно, за да докаже, без разлика што потврдата што ја добив од Државен инспекторат беше со подпис, печат и име и презиме на самиот инспектор што излегол на терен, за да увиди ситуацијата. Па потоа пак се вратив во Државен инспекторат, инспекторката се јавуваше, збореше со газдата на фирмата, тој потврди дека ќе ми даде телефон. Телефонот го чекав можеби уште 20 на дена. Потоа кога дојдов да си го подигнам новиот телефон, не ми беше ни запакован телефонот, туку ми беше паковката на телефонот беше отворена, внатре немаше се она што следува со еден мобилен телефон, значи слушалици, пулнач и ред други работи. Мојата реакција беше зошто телефонот, зошто целата опаковка е отворена, кога веќе ти следува нов телефон, се знае нов телефон како нели кој ќе отидеш да купиш, како добиваш. Они ми рекоа дека јас кога сум го донела телефонот на сервис, не сум им донела ни слушалки ни пулнеш, а тоа не бев известена. Мислам, самата девојка која што работеше таму, што ми го прими налогот, што го пополнуваше налогот, не кажа дека треба да ги донесам и другите работи. И тука имаше пак конфликтна ситуација и оваа цела година траеше повеќе од 2 месеца. И што ми го дадоа телефонот, го дадов, една моја другарка го користеше, за неполни 3 месеци пак се расипа. И тоа е целата работа што е многу смешно. А ти дава гаранција од година дена, она пак го однесе во истата фирма, го зема и пак ги се расипа после 6 месеци. Гледате, ако ние доаѓаме до заклучок како институција, не затоа што ние сакаме, туку затоа што бројот на представките, на тоа што се жалат граѓаните, констатираните повреди,
не доведува да заклучиме, и тоа здрав заклучок, дека во Република Македонија се уште по однос на јавните производи и услуги немаме либерализиран пазар, кој пазар на вистина ќе може да даде квалитетни и навремени услуги на граѓаните. Свесни сме дека тука правата на потрошувачите се кршат во голема мера. Ние сме имале одлуки на Комисијата за заштита на конкуренцијата, каде што постоела можност и секој потрошувач кој што бил засегнат со одредена злоупотреба на некоја доминантна положба или на монополистичка состојба да тужи, а ние не сме добиле, не сме имале голем број на тужби. Во овој случај ми се чини дека дури за да имаме подобри права на потрошувачите би требало да се следи примерот со Фондот за здравство, каде што Организацијата на потрошувачи делегира свој член во управниот одбор. Значи, јас се залагам во управните одбори, значи да имаме кај јавните комунални предпријатија обавезно да имаме по еден член кој што ќе го делегира Организацијата на потрошувачи. Заради тоа што на таков начин многу повеќе би се слушал гласот на потрошувачот преку своите представници кои што ќе ги има. Јавните предпријатија се уште се на некој начин заштитени и тие не имаат голем интерес да се менуваат заради тоа што нивните приходи се на некој начин фиксни и тука немате многу инвентивност на кој начин тие да станат поинвентивни, поприемчиви кон потрошувачите, кон нивните интереси. Не може едно предпријатие кое дава услуга на паркинг да рече јас не сум надлежен ако вашето возило било оштетено на мојот паркинг. Па треба ли да имате камери? Па треба ли да имам јас некој обезбедување ако сум веќе таму, нели? Барем да се види дека некој поминал тука и го оштетил возилото. Не може така да се, да се составаме во актите одредени, она што не одговара клаузули, односно да напишеме дека тоа ние не сме надлежни. Не е така, тие пишуваат дека не одговараат, но постои закон за облигациони односи кој што кажува дека тој ќе мора да одговара ако не покажал, значи, минимум внимание. Чии се тие кои што наплаќаат паркинг? Значи, тоа се на општина Центар, на градот Скопје и така натаму. Значи, тоа се јавни предпријатија. Значи, повторно кажуваме дека доаѓаме до тоа дека некој не е заинтересиран тоа да биде до крај регулиран, односно до крај да се спроведуваат прописите кои што самиот ги носи. Значи, јас сакам да платам 40 денари во општина Центар еден час. Ама не можам да не бидам обештетен ако некој ја обие мојата кола или ако некој ја чукне мојата кола, затоа што таму патролираат десетина лица кои што наплаќаат. Тие лица не треба да служат само за наплата, него треба да служат и за чување на возилата, на паркинзите. Тоа никаде во светот не може да остане несанкционирано, освен, веројатно, кај нас. Ако ги земеме комуналните работи или топлификацијата, мислам дека недоволното испраќање на топлинска енергија или нередовното чистење на сметот и така натаму. Трета категорија се граѓаните кои сметаат дека им се повредуваат потрошувачките права затоа што не ги добиваат навремено. Понекогаш има и застој, односно воопшто во одредени периоди и не добиваат услуги, без нивна вина.
И четвртата категорија се граѓани кои сметат дека сите овие што даваат производи ненавремено, не коректно, ги читаат мерачите кои се мерило за тоа колку граѓанинот потрошил некој производ за да плаќа кон тоа. Со еден збор, граѓаните се жалаат дека договорите што ги имаат склучено, затоа што овие работи се договорни работи, договорите што ги имаат склучено не се почитуваат од страна на давателите на производите и услугите, а граѓаните стануваат жртва на тој систем однос на овие проблеми. Оно што треба да го знаат потрошувачите е тоа дека за да може да се реши вистински нивниот проблем, односно да си го остварат своето право, мора да има една непосредна соработка меѓу овие три институции. Значи да се пожалат до правобранителот и до Организацијата за потрошувачи, оној кој што може да донесе мерки, значи да превземе мерки, да донесе решение, Државниот пазарен инспекторат. И тука ние сме упатени на една меѓусебна соработка. Значи решенијата за решавањето на поплаките од страна на потрошувачите ги донесува Државниот пазарен инспекторат во согласно со Законот за заштита на потрошувачи и Законот за Државниот пазарен инспекторат. Во најголем број случаи поплаките се решени во полза на потрошувачите, односно во полза на подносителите, дури тој процент е поголем од 90%, бидејќи секогаш кога излегуваме на терен по одредена поплака, ние гледаме да поплаката е подкрепена со соодветни докази кои што ги бара законот. Така, например, кога се пожалуваат потрошувачите за сметка, како што вие прашавте, во прилог обавезно задолжително да ставуваат сметката, врз основа на која што ние заедно со оној што ја поднел поплаката одиме до соодветниот правен субјект кој што ја дал услугата, во случај како што кажавте давателот на топлинска или на електрична енергија, и при тоа се разгледуваат сите факти на лице место. За утврдена грешка во најголем број случаи, во 100% случаи можам да ви кажам дека тие на кои што се однесува поплаката ја прифаќаат и ја коригираат сметката. принцип, ние имавме некоја представа кој е главниот проблем со сметките, бидејќи во ОПМ стигнуваат доста жалби од потрошувачите, па конкретно нели за сметките за енергија. Значи најмногу се работи за разбирливоста на сметките, со тоа што значи сметките не се прилагодени за луѓе кои што немаат енергетско образование, значи не ги разбираат сметките, поготово за сметките за топлинска енергија. Понатака проблем се појавува со, да кажеме, сметките за топлинска енергија што немаат можност потрошувачите да имаат увид во мерените податоци, што значи практично немаат доверба во точноста на сметките. И понатака некои аспекти кои што веќе нели треба и кај нас да се воведуваат, примена на обновливи енергетски извори, електрична енергија би требало во сметката да се разграничи со какво потекло е енергијата која што сме ја потрошиле, значи во проценти, да кажеме, одреден процент е од термоелектрани, останатиот процент е од обновливи енергетски извори, и тоа би требало исто да се разграничи и во износот, во тарифата која што се плаќа за таа потрошена енергија, со тоа што значи потрошувачот ќе биде информиран колку учествувал во промоцијата на обновливите енергии. Па, што се однесува до електричната енергија би можел, значи бидејќи потрошувачот има увид до електричните броила, значи со едноставно нели споредување на податоците од сметката и неговата и електричното броило, тој ќе види дали навистина е тоа така, ќе спореди, нели ќе помножи и ќе добие додека сметките за топлинска енергија навистина проблематична, затоа што формулата која што се користи за пресметка на крајната сума која што треба да се плати е сложена, значи луѓе кои едноставно не се бават со таа проблематика, веројатно веќе на првите два податоци се збунуваат и не можат да одат понатака. Имаме одредени кратенки во сметките кои што се нејасни за потрошувачите. Значи немаме објаснување на кратенките. Или имаме одредена заостана долг, како што имаше многу, за кој што вие појма немате како потрошувач од каде ви потекнува тој заостана долг. Значи на вашата сметка.
Потоа имаме една така наречена црна листа на клаузули кои што се сметаат за нечесни во секој случај. Станува збор за имплементација на анексот од директивата од 1993 година и конечно имаме одредба која што ги предвидува правните последици од постоењето на нечесна договорна одредба. Нечесната договорна одредба се смета за ништовна, во превод како воопшто да не е договорена. Надлежен за утврдување на оваа ништовност е судот. Тоа може да го барат или потрошувачот или здруженијата на потрошувачите, затоа што тие имаат правен интерес. Значи, таква е правната рамка на контролата на тоа дали определена договорна одредба, во нашиот случај договорна одредба од договорите за снабдување со електрична и со топлинска енергија, е ништовна ако е нечесна, и тоа во секоја конкретна ситуација надвор од оваа црна листа си го определува судот. Е несоодветно заштита. Значи, компаниите имаат механизми како да се одбранат од неплаќање, како да ги наплатат сметките, а потрошувачот еве доколку настанува грешка, нема начин како да биде компензиран неговиот труд и неговото потрошено време. Многу големи проблеми, и тие проблеми не може само регулаторот да ги реши така. Значи, тие проблеми мора да се слушне гласот на потрошувачите, омбудсманот, народниот правобранител, она што тој го мисли, неговото мислење го процесираат и до владата, и да се отвори една по-широка јавна дебата околу положбата на граѓаните, на потрошувачите во доменот на користењето на јавните услуги од сите јавни предпријатија. Какви се нивните сметки, какви се нивните договори, каков е квалитетот на испорачаната услуга? Значи, ние не можеме молчешком да ги плаќаме само сметките за. Ние сме должни да ги плаќаме сметките за се она што го користиме. Меѓутоа, не и да плаќаме за неквалитетни услуги, не и да не знаеме што ќе платиме. Институциите и надлежните органи неблагонаклоно гледаат кога потрошувачите ги бараат своите права, сметаат дека се работи за луѓе на кои што се им смета, за луѓе кои што претеруваат во остварувањето на своите права, и бидејќи кога се работи за потрошувачите и многу често се работи за мали износи, тогаш образложението е сега ние знаете ќе работиме за не знам за 10 денари, за 20 денари или за 50 денари. Но јас веднаш ќе кажам дека смислата на правата на потрошувачите е системот на голема бројка. Ние имаме 2.200.000 жители. Ако, например, некој на едно мало пакување сол или мало пакување бибер подкраднува од 10 грама, подкраднува 2-3 грама, помножете го со 2 милиони потрошувачи, ќе видите за какви износи се работи. Тоа е така затоа што тој систем тече, односно тој систем е во процес на надградба, но сме констатирале како институција дека неколку работи се причина зошто е тоа така. Прво, причина е законската регулатива во Република Македонија. Таа секако дека треба да се надградби, поготово овде мислам за законот за енергетика и така натаму. Не само материјалната законска регулатива, туку и процесната, односно процедурите треба да се надградат. Затоа што имаме уочено дека
регулаторните тела во Република Македонија се уште се кревки и не можат да ја одиграат улогата која им е доверена по закон и која вистински и квалитетно треба да ја одиграат, се со цел граѓаните да добиваат квалитетни производи и услуги, а од друга страна нормално и редовно да ги измируваат своите обврски. Едно е нормативната рамка, дали имаме прописи, дали имаме закони, а второ е колку тие се применуваат и дали лесно потрошувачите може да дојдат до надлежните институции, до надлежните органи и во една едноставна постапка за нив да си ги остварат своите права. Постојат и совети на потрошувачи на локално ниво. Ние се заложивме да се направат 20 совети на потрошувачи на локално ниво, да имаме еве на поддршка граѓаните кај што има да донесат поплаки, жалби, не може сегде организацијата да постои. Дури да се формира таква невладина структура, или ако негде кај нема, на централно ниво ја има, тогаш нека ја има на ниво на локална самоуправа. Фискални импликации на програмите кои што се донесени од страна на општините има многу малце дадено, односно програмите се без одредени финансиски средства, така да и луѓето кои што работат во организациите на потрошувачи, кои што се и председатели на овие совети таму, немаат средства. Нити надоместок за учество во советот, нити пак советите предвидуваат средства на годишно ниво со кое таква една програма би била имплементирана. Очекуваме во наредниот период, наредните мандати кои ќе бидат, да се прошират ингеренциите и поконкретно да имаме повеќе можност директно како локална самоуправа да им помогнеме на граѓаните да превземеме. Дали ќе има запослени кои што ќе ги упатуваат, ќе превземат дел од тие жалби, притужби едно друго кај што се скратени правата, да помогнеме, но за жал се уште во момент не сме стигнале до таа фаза. Многу малце средства се даваат за организацијата на потрошувачи, негдека на годишно ниво максимум стигнуваме до 10.000 евра. А имаме 5 организации во нашиот состав, значи Битола, Штип, Тетово, Охрид, Кочани и централата во Скопје со Советодавното биро во Скопје, кое што всушност би требало да биде поддржано од локалната самоуправа. Да не е проектот на Цивика Мобилитас, односно на Швајцарската агенција за поддршка, значи за развој, ние всушност не би можеле да се пофалиме за успешно имплементирање на нашите програми на ниво на организации здружени во организација на потрошувачи, од причина што тие всушност ги финансираат нашите клучни активности, нашата програма. Видите, кон предметите што се однесуваат до потрошувачките права пристапуваат на еднаков начин како кон другите. Значи не ги занемаруваат. Не гледам потценувачки однос кај судиите во таа насока. Но знаете, тука се соочуваме и со уште еден проблем. Адвокатските услуги се според адвокатската тарифа некогаш се многу високи, зависи од вредноста на спорот. Од друга страна, знаете, до сега постапките траја подолго и заради тоа не се исплатеше на граѓаните да ги губат своите драгоцени часови за да водат одредени судски постапки. Интересен е фактот што според нашиот закон нема можност да се јави организацијата за потрошувачи како странка да ве застапува во спор против некое трето лице кое што ги повредило вашите права. Значи, тоа би било, доколку тоа се овозможи, тогаш би имале повеќе спорови каде што потрошувачите би ги остварувале своите помали, условно земено помали права. Се повеќе и повеќе, јас мислам дека треба да се охрабриме и да одиме на суд за одредени наши права. Тоа мислам дека тука треба да се работи повеќе со судиите, асоциацијата, и со обвинителите, и со, да речеме, адвокатската комора, да можеме луѓето да ги охрабриме едноставно да бараа задоволување на правдата, ако сметаа дека се обесправи.
се повеќе граѓаните дознаваат, се доближуваат до правната регулатива, до прописите, знаат за инструментите за заштита на човековите права, пред се тука мислам на правните регулативи, и исто така знаат за механизмите кои можат да им вршат заштита. Институцијата омбудсман често ја кажуваат самите дека ние последна искра надеж каде што сметаме дека можеме да оствариме одредено наше право.